Павле Трајанов. Стабилност. Човек со искуство. Гласайте за бројот 5. Гласајте за Павле Трајанов. Коалиција за промени и правда. Тој концепт на апсолутно владење мора да го напуштиме. Мора во парламентот да влезат повеќе партии, да во владата влезат повеќе партии, за да може да ги себе да се контролираат и да се воведат механизми, сериозни механизми што ќе ограничат корупцијата во државата. Корупцијата е многу голем проблем за Македонија. Често кај нас тој проблем се занемарува или не му се обрнува внимание, меѓутоа тоа е огромен проблем. Сите говорат податоци дека од Македонија годишно се изнесуваат околу 500 милиони евра на коруптивен начин преку градба на разни непродуктивни инвестиции, непродуктивни објекти и затоа треба да направиме голем напор да тоа се сопре. Значи тие 500 милиони евра што сега коруптивно се трошат во Македонија и се изнесуваат и околу 300 милиона имаме за развој што ова влада успева како така да ги инвестира, вика да ги има 400-450, меѓутоа никогаш повеќе од 300 не успеа да инвестираат. Тоа значи дека околу 800 до 900 милиони евра годишно во Македонија имаме на располагање од народниот буџет за развој, кој што ако не се трошат на глупости и ако не се трошат коруптивно, значат голем поттик за развојот на државата. Тој развој преку инфраструктурни објекти, преку туристички објекти, преку хидроцентрали, преку мелиорација, мелиорациони системи, преку инвестирање во модерно земјоделие, ќе донесат многу нови вработувања, ќе донесат многу нови приходи во Македонија и со тоа државата ќе трне сериозно напред. Коалицијата за промени и правда ми нуди тоа што може да промени мојата иднина, може да промени иднината на многу луѓе. Коалицијата за промени и правда Коалицијата за промени и правда може да ни овозможи да ги вратиме нашите стари пријатели, другари кои што заминаа во странство барајки подобар живот, подобро утре за самите себе и ги напуштија своите фамилии. Јове Кекеновски. Стабилност. Човек со искуство. Гласајте за бројот 5. Гласајте за Јове Кекеновски. Коалиција за промени и правда. Пред да започнам со моето излагање, дозволете ми со вас да споделам една прекрасна вест, која што ја добивме уште са Бајлево. Значи, во изборната единица 1 и 2 режимот е веќе паднат. А сигурно дека од вечера режимот е паднат и во изборната единица 4, а на прагот и во останатите изборни единици. Режимот во изборната единица 4 ќе падне заради тоа што го имате, би рекол, најдобриот кандидат. Господинот Слободан Богоевски, носител на листа, човекот кој што е алфа и омега во државата, човекот кој што знае премногу, меѓутоа говори тогаш кога ќе треба. А тогаш кога ќе проговори, цела Македонија се тресе. Се тресе затоа што ја кажува вистината. И останото е гарант за успехот на коалицијата за промени и во оваа изборна единица. Во оваа коалиција имате еден широк спектар на луѓе со различна идеологија, меѓутоа сепак исти, сепак сплотени заради една цел, за да си ја спаси својата држава, за да конечно оваа партијска вршкушка, ова криминализирано раководство одговара пред законот, за да конечно законите во Република Македонија важат за сите подеднакво. И толку поради тоа, почнувајќи, бидејќи ние во коалицијата имаме Моро работничка партија која е со левичарски идеи. Го имаме Демократскиот сојуз кој што е столб на центарот во Република Македонија. Го имаме Фроден кој што е фракција од ВМРО-ДПМН како една десничарска, меѓутоа искрена, честна десничарска опција за разлика од останатите кои што останаа во нашата политичка партија.
И оттаму и кај едните и кај другите страв токму од коалицијата за промени и правда, која што може би тивко, меѓутоа се наметна на политичката сцена. Зошто е тој страв? Заради тоа што и едните и другите сите ние ги видовме во овие 25 години. Од црно-белата опција, повеќе од нас станавме кусогледи за жал, односно добивме миопија. И едните и другите ги видовме кога се на власт, ги видовме во опозиција. А Македонија за сите овие години, за жал тоне се повеќе и повеќе, за да го достигне, би рекол, дното во последниве години. Зошто е потребна коалицијата за промени и правда? Потребна е заради тоа што на сите граѓани на Република Македонија им нуди пред се еднаквост, им нуди стабилност, им нуди ред, им нуди поредок и сигурно дека им нуди промени, сигурно дека им нуди правда за сите во Република Македонија. Потребно е на 11 декември да ги казниме сите оние кои што сиве овие години посеја омраза, посеја зло, кои што не раскараа сите, не раскараа брат со брата, роднина со роднина, пријател со пријател, не поделија на ваши и наши, не поделија на антички насловени, не поделија на студенти контра студенти, на професори за жал контра професори. И значи нема област каде што не ја поделиле. И оттаму се чудам со кој ум Груевски вели сега сложно дајте да добиеме 63 пратеника. Ние не лицитираме со пратеници од причина што нема да говориме ниту за 15, ниту за 20, ниту за 63, ниту за 70. Ние знаеме дека граѓаните ќе одредат колку пратеници ќе добиеме, знаеме колку пратеници ни се потребни од причина што не само што ќе учествуваме во законодавната власт, туку ќе бидеме и главни носители на извршната власт. И оттаму, почитувани мои. Оттаму, почитувани мои, треба заеднички сите храбро да се охрабриме. Мислам дека храброста не ни недостасува, посебно на нас македонците, меѓутоа и на сите етнички заедници кои што живеат во Република Македонија. Таа храброст можеби беше потиснувана сиве овие години ради воспоставениот режим. Меѓутоа видовме колку е тој режим и на сите ни дојде преку глава и мораме конечно да го казниме. И затоа, почитувани граѓани, на 11 декември заокружете го слободно бројот 5. Дајте го свој глас за коалицијата за промени и правда. Слободан Богоевски. Стабилност. Човек со искуство. Гласайте за бројот 5. Гласајте за Слободан Богоевски. Коалиција за промени и правда. Кога шетавме из Македонија, изборната единица број 4 е многу голема. Што видовме? Видовме многу несретни луѓе. Видовме сиромаштија, безперспективност и опустени села и голем дел од градовите. Се присетив на 89-та година, кога заедно со господинот Трајанов го отпочнавме процесот така наречен Македонска демократска пролет. И кога во 90-тите години на наш грб го изнесовме најтешкиот товар на осамостојувањето на Република Македонија. Читајќи ги некои записи од тој период и оно што ние сме сонувале, нашиот голем сон за самостојна Македонија, тој ги се оствари. Но, нажалост, после толку многу години, наместо ние да видиме многу напред, ние денеска се вративме назад пред 1990 година во многу области од живењето. И по нивото на стандард, и по економскиот развој, и по слободите на граѓаните. Никој пат немало поисплашени луѓе во Македонија. Никој пат немало поголеми рекети, притисоци од државните органи. Епилогот кој е? Добивме моќна еднопартиска држава, полоша него во времето на комунистичкото владење. Добивме богат државен апарат, сиромашни граѓани. Сите се сиромашни на некој свој начин. Само малкумина, тоа не е ни 1% од популацијата кои се некако богати и може би се сретни на ист начин, но сите други се несретни на свој начин. Тоа многу не загрижува и тоа ми даде и мене енергија, иако сум човек во пензија, да се вклучам во ова широка коалиција, за која слушнавте колку е
со различни опции тука, но едно не спои. Сите ние имаме деца, сите имаме ние внуци, браќа, сестри, за кои сме загрижени во каков амбиент ќе живеат утре. Правдата, која е првото начело, е одвојива од владењето на правото. Оно што Европската комисија ни го кажува, оно што ни го кажува Райнхард Прибер во извештајот дека владењето на право е клjuč за функционирањето на државата, ние го ставаме како прво начело. Правдата денес е недостижна за обичниот човек. Прво, не може да остават никакво право, нити во управните постапки во администрацијата, а не дај Боже да имате некој судски проблем. Прво ќе ве одерат со огромни судски такси. На секој начин државата живее врз грбот на сиромашните луѓе, врз земјоделците. Откупните цени, неќем да го повторувам тоа што и денеска го говорам во Струмица, идентични се, дури и се пониски од пред 30 години. А трошоците на земјоделското производство се повеќе од 3 пати зголемени. Владеечкиот апарат го купуваше социјалниот мир врз грбот на земјоделците, пензионерите и сиромашните луѓе. Затоа дојдовме до оваа ситуација. Нашата програма која е? Ке го развластиме државниот апарат од многу ингеренции кои ги има. Спротивно на Уставот на Република Македонија ги има. Ке направиме рационална држава со тие безбројни агенции, комисии, тела, голем дел од нив ќе мора да бидат укинати. Ке направиме власт која ќе се плаши од народот, затоа што сувереноста во Република Македонија во нашиот устав извира од граѓанинот, а не граѓанинот да се плаши од власта. Нашата идна власт ќе мора да се плаши од обичниот човек, затоа што власта е само сервис и слуга на граѓаните. Во областа на економијата, сите параметри покажуваат дека ние пропадаме. Лажни се ветувањата на политичките партии, дали се од власта, дали се од опозицијата, дека некој ќе ги зголемувал пензиите, дека ќе ги зголемувал платите. Ние имаме план како да се зголемат платите во наредните 2 години, да дојде минималната плата 300 евра, а минималната пензија 12.000 евра, скоро 200 евра. Но то не може да се направи нити преку ноќ, нити со ваков концепт на уредувањето на државата, како што го замислиле Владеачката партија и другите опозициони партии. Тоа се лажни ветувања. Пензискиот фонд, да знаете, да не ве лаже Груевски, дека ги зголемува пензиите. Груевски ги краде пензионерите, а ги лаже дека ги зголемува пензиите. Сетете се, уште од бивша Југославија, истите закони се на сила, имавме 2 пати годишно согласување на пензиите. Тоа, ако го земете во предвид, дека има ускратено се на пензионерите и еден дел од тоа законско согласување на пензиите, Груевски сега го представува како покачување. А тоа не е ни 10% од вкупното покачување кој им следуваше на пензионерите. Но го лажат народот, го осиромашија, го преплашија и луѓето се присилени дури да веруваат на такви големи лаги дека се зголемуваат пензиите. Пензиите не се зголемени, пензиите се смалени. Тоа треба да узнаете сите, да не ве лаже Груевски дека се зголемени. Пензискиот фонд секоја година е во дупка, минус има од £0,5 милиарда евра. Пензии се исплаќаат од кредитите кои се земат од странските кредитодавачи или од позајмувањето од натрешниот пазар кај банките. Па како ги зголемува пензиите? Кога нема придонеси, ни 50% не покриваат од фондот за пензиско осигурување. Значи, ние живееме на кредит, ние сме на работ, на пропаста како држава. Затоа, разликите кои постојат од град во град, Гевгелија ја знам многу одавна. Гевгелија сега не личи на таа што беше пред 30 години, пред 20 години, пред 10 години. Гевгелија е еднакво несретна како и сите други општини во Република Македонија на свој начин. Терор на власта, безперспективност на младите, кои веќе својата иднина не е гледаат во Македонија.
Погледнете го извештајот на Светската банка. 80% од младите кои останаа, а преку 600 ни избега од Македонија, од преубавата власт, се спремаат и преземаат конкретни чекори да ја напуштат Република Македонија. На кого ќе остане Македонија? На нас пензионерите, затоа што јас сум пензионер. Ние, значи, немаме иднина. Ние сме рекордери во Европа по бројот на смртност на новороденчиња. Никаде во Европа, дури во Косово и Албанија, нема таква висока ставка на смртност на новороденчињата. Зошто е така? Затоа што здравството ни е целосно деструирано. Здравството е уништено. Не му се достапни квалитетните услуги на обичниот човек од здравството. Затоа да не должам многу. Ги знам проблемите во Гевгелија и со водата и во сите други сфери на живење и ви кажувам дека истите проблеми скоро секаде во општините од четворката ги има. Ви уверувам дека коалицијата за правда и промени, која сега е за кратко време убедливо трета политичка сила во Македонија. Бандата која владееше до сега 10 години украде од Македонија преку 5 милиарди евра. Во овој период ги изнесува најдвор. Според некои проценки на истражувачко новинарство пишуваат и 8 милиарди дека се опрашање. И му пати порака уште пред месец дена, сега да ја повторам. Каде и да отидат? И на Аљаска да се скријат. Ке ги вратиме во Македонија со се парите. И нема да го правиме тоа како што предлага коалицијата предводена од Зоран Заев да се врати во буџетот. Не. Тие пари се украдени од граѓаните, бидејќи сите ние плаќаме за државата. Од давачките на граѓаните се тие пари украдени. Затоа нашата коалиција во програмата има тие да бидат вратени директно на граѓаните. А не во буџетот на Република Македонија за повторно некои политички водства, повторно да ги пренаменат за некои други цели и повторно после 4 години да ги лажат. Се што кажуваме ние во нашата програма, јавно го говориме, јавно го ветуваме и на сите им упатуваме порака. Ово не е време за лажење. Ово е време за сериозни луѓе кои навистина треба да се нафатат од теме да ја реформираат Република Македонија. Затоа гласајте за ова коалиција, за да не се повтори повторно една партија да ја завладее целата држава. Извор на сета власт, на сите зла е еднопартиската држава. Ова коалиција ќе биде силниот гарант дека тоа никој пат во Македонија нема да се повтори и да погледнеме кон подобро утре. Гласајте за бројот 5 и јас сум представник фактички од Гевгелија. Павле Трајанов. Стабилност. Човек со искуство. Гласајте за бројот 5. Гласајте за Павле Трајанов. Коалиција за промени и правда. Сакам уште на почетокот да ви соопштам дека деновиве се правеа истражувања, али не тие наменски, од квалификувани агенции и можам да ви соопштам дека коалицијата за промени и правда ужива огромен рейтинг, имаме огромна поддршка од граѓаните на Република Македонија и очекуваме огромен резултат. Очекуваме победа на 11 декември, режимот да падне. Вчера имавме митинг во Кочани, сакам да го повторам уште еднаш, поради тоа што имам причина за тоа. Вие знаете дека 1991-1992 година јас, Слободан Богоевски, ја испративме Југословенската народна армија, една силна армија, без зрно барет од Македонија. И сакам од овде од Гевгелија да
објавам дека ќе им кажеме марш на власта, да напуштат власта, затоа што граѓаните не може да го трпат овој терор. Сакат промени и тие промени ќе се случат. Слушам тука дека дел од една разголовена банда бил градоначалникот Иван Франгов. Сакам да му порачам од овде, од ова место, дека гевгеличани ќе го сврлат како пардал од тој кабинет, затоа што не може да го трпат понатаму. Почитувани граѓани, оваа коалиција за промени и правда има изворедно добра програма. Програмата ја подготвувавме во консултација на над 200 експерти, ги прифатиме бројните идеи од невладиниот сектор, од обичните граѓани. И затоа тврдиме дека таа програма нуди стабилност, нуди економски развој, нуди единство кое што е и такако потребно на Република Македонија. Затоа имаме се поголема поддршка, граѓаните не прифаќаат, знаат дека ние сме реални, дека сме луѓе со искуство и дека можеме да направиме пресврт кон подобро во Република Македонија. Предвидуваме системски промени. Одговорноста на секој носител на јавна функција да биде првостепена. Да има одговорност и за председателот на владата, за министрите и за секој оној што извршува јавна функција. Сакаме тој систем да функционира по автоматизам, а не еден човек, една партија да управува и со извршна, и со судска, и со законодавна власт. Предвидуваме Република Македонија да биде една изборна единица, за парламентот да биде реален одраз на волјата, на определбата на граѓаните. Само на тој начин граѓаните ќе имат силна подкрепа во тие што се во парламентот. Вака како што е поставен овој систем, треба да се демонтира. И затоа сметаме дека мораме да направиме се еднопартискиот криминален систем, олигархиски систем, да го струшиме, за да создадеме услови за Македонија да се движи напред. И тоа ќе се случи. Предвидуваме силни робусни антикорупцијски мерки. Денеска во Скопје го промовира проектот ДЕКРИ, со кој што предвидуваме да се формира Агенција за борба против корупцијата и криминалот. Агенција која што ќе го открива, ќе го детектира скриениот имот на носителите на јавни функции. Тој имот во една законита судска постапка ќе го конфискуваме и ќе се слеват тие пари во еден фонд, кој што од фондот ќе се делат директно на граѓаните. Рече Богоевски, нема да го вратиме во буџетот за некој друг да си ги помне джебовите. Процентите кажуваат и тоа на врвните аналитичари, на тие што ги истражуваат трансакциите во банките. Од Република Македонија одгледани се над 30 милиарди евра и сместени во странски банки. Тие банки, тамо во тие банки имат конта носители на актуелната власт, на поранешна власт, на оние олигарски тајкуни кои што ја плачка во Република Македонија. Ние затоа викаме, можеме не можеме сите да ги вратиме, но со проектот ДЕКРИ гарантираме дека 6 милиарди ќе ги вратиме во Република Македонија и ќе ги поделиме на граѓаните. Тие се граѓански пари. А тие што патуваа во странство, што ветуваа големи инвестиции, тие што странски компании инвестираа во Република Македонија, каде што придонесите на вработените ги плаќаме сите ние, каде што платите изнесуваат само 150 евра. Сакаме тоа да го промениме, сакаме да обезбедиме минимална плата да изнесува најмалку 300 евра. Тоа е нашиот проект и за тоа има реални услови да се покачат платите во Република Македонија. И тоа ќе се направи. За тие што 10 години ограбуваа Република Македонија, што стотици милиони евра ги украде од народот, што присилија над 600.000 македонци, млади, креативни, способни кадри да заменат пространство. Ние ви порачуваме
дека народот ќе суди и ние ќе ги сместиме во бизнис центарот во Идризово. Тоа им ветувам и тоа ќе се случи. Предвидуваме економски мерки. Сакаме 800 милиона евра. Наши пари, ваши, на граѓаните, кои што са дел од буџетот, да ги наменеме за развој. Обезбедуваме услови за да се отворат најмалку 30.000 мали фирми, во кои што ќе бидат работени од 3 до 5 млади, креативни, способни кадри. Овој проект не е наша измислица, овој проект го преземавме од Канада, каде што една центристичка, либерална партија победи, каде што предвидува посебен буџет за проекти за вработување на младите кадри. Дури можеби ќе се изненадите ако видите дека таму предвидуваат одредени работи да ги вратат за младите, што ние ги надминавме и почнавме да се подсмеваме. Дека ако се финансират млади спортисти, млади музичари, не знам, уметници, ако се финансират други активности што са битни за младите, тоа значи дека младите ќе можат преку проекти да сами отворат бизнеси, да имат пари за друго, наместо на улица да бидат ангажирани, да можат овде да создават и да останат во Република Македонија. Тоа е нашата цел. Сакам да ви порачам дека досега 25 години ниту Бранко Црвенковски, ниту Липчо Ѓорѓиевски, најмалку Никола Груевски имат интерес определба Република Македонија да биде дел од НАТО и Европската унија. Ако има таква определба, досега Македонија ќе беше и полноправна членка на НАТО и во Европската унија. Меѓутоа, тие не сакат овде да владеат други принципи, не сакат да владеат европските стандарди. Тие сакат ваква една хаотична состојба, да владеат, да го крадат народот, да манипулират, да ги притискат медиумите, да ги поддржуват и да представуват дека во Македонија тече млет и млеко. Ние гарантираме дека имаме стратегија, имаме план. Македонија за следните 4 години да влезе и во НАТО и Европската унија и без да го менуваме уставното име Република Македонија. Но сакам и неколку работи кои што може се до сега власт да ги направи, затоа што не се потребни никакви пари, но не постоеше таква определба. Еве, работното време ние предлагаме и затоа ќе ги консултираме граѓаните на референдум, наместо, не знам, од 9 до 5 да почнува од 7 часот. Државната администрација да работи од 7 до 3 часот, на тој начин ќе се води многу поголема сметка за семејството, за децата. Затоа ќе ги прашаме граѓаните, но наша определба е дека тука може да се направат промени. Втора работа, сите вие имате, некојаш ќе се соочите со судски спор. За да остварите одредено право пред судот, направиме проценка, излегува дека ви се потребни 10.000 евра. Ако имате спор за куќа, за стан и така натаму. Огромни се судските такси. За да поднесете тужба 48.000 денари. За жалба уште толку. Не знам за ревизија дупла и така натаму. Па ако ги овде додадете трошоците за адвокати, за нотари, за извршители, 10.000 евра му се потребни на обичниот човек, на граѓанинот, за да оствари одредено право преку суд. Тоа е тешка работа. Со плата од 150 евра или невработен, да оствари право е тешко. Затоа ние предлагаме и викаме дека не треба ништо друго да правиме, него само 100 денара да плаќа за судска такса и да може да се го ствари правото пред суд. Власта наметна огромни високи парични казни, за да ги држи и фирмите и граѓаните под контрола. Ние предлагаме паричните казни да се намалат за 2/3. И сметаме дека тоа ќе ги тргне стегите над компаниите, над граѓаните и ќе може да се обезбеди позабрзан економски развој. С 2/3 да се намалат казните, паричните казни и за физички, за правни лица. Предвидуваме и многу други мерки. Предвидуваме таа радиодифузна такса која што ги измачува сите граѓани, сите луѓе, затоа што по автоматизам се блокираат сметки, па проблеми, па за извршители и така натаму, да се укине радиодифузната такса, а македонската радиотелевизија да биде силен сервис
на буџет на државата, но да не ги малтретира на граѓаните. Тој треба да биде сервис, објективно, точно да ги информира граѓаните и за тоа имаме интерес. Тоа значи треба тој да се трансформира во еден таков сервис. Значи, повторувам, радиодифузната такса да се укине, да не ја плаќат понатаму ни граѓаните. И со на крај сакам да ви кажам дека едно од приоритетите што сме ги дефинирале во нашата програма, Коалицијата за промени правда, ќе го укинеме екстерното тестирање, за да не се измачуваат и децата, и родителите, и професорите. Почитувани граѓани, сакам да ви порачам дека гласањето е тајно. Никој не може да утврди кој како гласал. Затоа слободно гласајте за Коалицијата за промени и правда. Овде, во оваа изборна единица, гласајте за најдобриот кандидат од 4-та изборна единица, за господин Слободан Богоевски. Број 5. Ќе подетувам, тие што се разочарани од ВМРО ДПМН, тие што се разочарани од СДСМ, тие што не се определени, тие што никош досега не излегли да гласат. Дајте, излезете на 11 декември да го срушиме овој режим, да отвориме перспективи за Република Македонија. Гласајте за број 5, гласајте за Коалицијата за промени и правда. Јове Кекеновски. Стабилност. Човек со искуство. Гласајте за бројот 5. Гласајте за Јове Кекеновски. Коалиција за промени и правда. Слободан Богоевски. Стабилност. Човек со искуство. Гласајте за бројот 5. Гласајте за Слободан Богоевски. Коалиција за промени и правда. Павле Трајанов. Стабилност. Човек со искуство. Гласајте за бројот 5. Гласајте за Павле Трајанов. Коалиција за промени и правда.